Господин Таравари, за само 3 месеци од функцијата министер за здравство, најавивте дека се кандидирате за градоначалник на Гостивар. Зошто ваква одлука? Се исплашивте ли од проблемите во здравството? Не, напротив. Јас сум во здравството веќе 20 години. Здравството е дел од мојот живот. Со здравството живеам секојдневно последните 20 години и најкомпетентно и најконфидентно се осеќам баш во оваа здравство какво што е. Ја прифатив оваа функција со големо задоволство и со голема волја и се одадов на оваа функција толку колку што можев. Меѓутоа, за жал, политиката се бројките. Доаѓаат локални избори, ние сме нова партија, релативно мала партија, така да експоненти сега немаме многу, сме 5-6 луѓе и сите ние кои што сме од господинот Села како председател, јас како генерален секретар, за да има кредибилност нашата партија, за да тежи во општеството, за да имаме влијание во сите сегменти на животот, ќе мораме да се вратиме во базата и да добиеме од базата, од граѓаните, да добиеме поддршка или тие да не казнат за тоа како работевме и што работевме откако сме се створиле како партија од пред 2,5 години. Тоа е обврска што го имаме кон граѓаните, кон нашите поддржувачи и кон жителите на одредени градови, зборам конкретно за мојот роден град, кај што и се уште живеам, градот Гостив. Истото го очекува од вас, предпоставувам, и пациентите. Можеби и тие се разочарени бидејќи ги ставите партиските интереси пред да речем професионалните. Па во таа насока ми е прашањето кога споменавте веќе дека сте мала партија. Очекувате да го задржите местото, вашата партија да го задржи во министерско место. Има ли кадар, има ли соодветно решение да дојде на ваше место? Значи, нашата партија ако има нешто, има доктори. Има многу подобри доктори од мене и целата политика на Арбен Таравари е политика на здравствениот, на департаментот за здравство, односно одсекот на здравство при Алијансата за албанците. Значи, воопшто не е точно дека граѓаните не ми се битни, туку партиските интереси. Напротив. Значи, граѓаните се најбитни за мене, пациентите, луѓето пред се. Меѓутоа, замислете ако ние како партија, јас сепак сум представник на една партија во владата. Не сум како стручњак Арбен Таравари, туку представник на Алијансата. Замислете ако Алијансата утре на изборите нема ни едно градоначалничко место или има многу малку гласови, каков е кредибилитетот на Арбен Таравари да биде дел од владата? Значи, ние мора да бидеме силни, јаки, да имаме поддршка од граѓаните, за да се вратиме повторно во позициите. Не мора оваа, ние имаме многу квалитетни кадри. Иако сме нова партија, меѓутоа мислам дека елитата на албанците, интелектуалци се во Алијансата за албанците, со ова ќе отвориме простор за многу подобри кадри од Арбен Таравари во сите ресори, за да се докажат и да покажат на македонската јавност дека има стручњаци меѓу албанците, има луѓе кои што можат да придобијат, значи, како да речам, симпатии од целиот народ, така да ова е целта. Не е дека ги гледам партиските интереси, далеку од тоа. Што доколку изгубите во изборната трка, како ќе се вратите на местото министер за здравство? Ништо. Животот продолжува и после политиката. Значи, без разлика, ова е на крајот на краиштата една игра во која што влеговме со голема надеж, со големи амбиции. Ние се надеваме ќе имаме позитивни резултати. Ако немаме, имаме органи на партиите. Ако немаме кредибилитет од граѓаните, што ќе ни се министерските места или позициите? Се зависи од народот. Народот ќе одлучи на 15 октомври кој треба да ја води понатаму локалната власт, а тоа ќе рефлектира нормално и на централната власт. Јас најодговорно тврдам, и ако не се изберам за градоначалник, ќе останам достапен за било кој да биде министер, бидејќи министерските фотели се променливи. Можеше после 2 месеци да се случи реконструкција на владата и доколку партијата на Арбен Таравари е слаба, можеше да се повлече или да се тргне од владата, така треба да ги сватиме работите, меѓутоа треба да има континуитет. Ја било кој да биде министер, во интерес на граѓаните, ќе бидам сервис на идниот министер. Значи, во било кое време, почнавме стварно убави работи, почнавме добри политики, направивме добар кабинет, ќе инсистирам и дел од кабинетот, ако се од нашата партија ќе останат сите од кабинетот, значи тоа нема да влијае врз граѓаните, нема да го осетат од администрацијата на Министерството на здравство се 170 луѓе. Сите тие работат безпрекорно, било кој да е
министер за здравство. Така да се надевам дека нема да ги направиме грешките од порано, доаѓа некој и комплетно се тоа што се случило ќе го анулира и ќе почне од поново. Така, споменавте дека се почнати веќе низа проекти. Најголем дел од нив токму вие ги промовиравте, да речем, проекти, меѓу кои здраво Таравари и слични. Точно. Сега имаше критики неколку патени кон вас дека можеби го употребивте министерството или ја употребивте министерската функција за на некој начин себе промоција. Има критики дека не сте дозволувале некои сознанија директорите да даваат изјави без ваша дозвола. Зборам за директорите на здравствени домови и клиники. Значи не е точно. Не, воопшто не е точно. Здраво Таравари го почнавме. Ја до вчера не знаев ни јас и не планирав да бидам кандидат за градоначалник. Одлуката падна вчера и првите проблеми ги имав со моето семејство, после со моите пријатели. Меѓутоа, некогаш ситуацијата те доведува во повторно во состојба да мораш, не да мораш да прифатиш, туку е најрационално за добробит, подобро ќе речам на граѓаните, дека подобро е да прифатиш отколку не. Значи, тие што ме знаат дека и мојата екипа комплетна, вчера ми се јавува дали е вистина тоа, значи најблиските соработници, а и јас одлуката беше вчера после откако ги разгледавме со лидерот на партијата, сондажите што ги добивме од релевантна агенција за сондирање, за проверување на сите кандидати што би можеле да бидат потенцијални градоначалници. Тоа значи дека и претседателот на партијата Зијадин Села ќе се кандидира за градоначалник на Струга? Да. Да, нормално ако тоа собранието на партијата во Струга го дозволи, мислам дека и тој ќе биде, двајцата ќе бидеме кандидати. Ние сме експоненти на партијата и ако треба некој да се жртвува за тие луѓе кои што ги створивме последните 2,5-3 години, а вие знаете малку трпно со огромни притисоци од сите страни, треба сега да излеземе пред народот и да бараме дали имаме се уште поддршка или поддршката има некој друг. Очекувате ли поддршка од Социјалдемократскиот сојуз или мислите дека ќе се префрли кај кандидатите кои ДУИ ги предлага? Искрено, ние имаме добри односи со сите партии. Значи, без исклучок, освен со раководството на ВМРО можеби немаме добро. Меѓутоа има и таму добри луѓе, често сум го кажал тоа, кои што би требало да направат одредени реформи и промени. Со СДСМ имаме коректни односи. На крајот на краиштата веќе немаме такво влијание со телекоманда да им кажеме на гласачите гласајте за ово или за тој. Се случувало често раководството на партијата да каже едно, меѓутоа граѓаните да гласаат друго. Имаме неколку предлози во Гостивар, граѓаните на крај ќе го кажат својот збор. Како ќе одлучат тие, тоа мораме да го почитуваме. Тоа е демократијата на крајот на краиштата. Така, прашањето ми е во насока, бидејќи знаете дека и ДУИ се дел од владата, затоа и ве прашувам дали очекувате СДСМ да ве поддржи вас и вашите кандидати? Затоа ви реков, не сум разговарал, значи комуницирам со повеќе луѓе од СДСМ, значи што се членови на СДСМ, меѓутоа тоа ви велам и јас не можам, значи нашето членство да речам гласете за тој или овој. Не знам СДСМ как за кого ќе гласа, времето ќе покаже. Ја мислам дека ние ќе надпреваруваме во Гостивар и ќе победиме.